Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе разговараме за четвртото од серијата видеа на крипто категории на коини и токени, со тоа што денес разговараме за Internet of Things или интернет поврзување помеѓу нештата во светот. Значи, ќе поразговараме што истите представуваат, ќе поразговараме кои се горе-доле главните представници, сега да речем, кои што имаат најдобри изгледи за добар успех на следниот bull market и зошто истите се значителни, заедно со вести кои што се битни за оно што доаѓа за ваквиот тип на проекти. Со тоа што за почеток ќе почнеме нормално со објаснување што уствари истите представуваат. Значи, the Internet of Things, самата дефиниција на Internet of Things представува мрежа со која што се поврзани на некој начин сите технолошки направи од денешниот свет, од вашиот саунд систем до вашиот смарт хоум, значи телевизорите, камери, телефони, компјутери, значи буквално осветлување во куќа, надзор, камери и слично. Значи сето тоа е на некој начин поврзано, не на некој начин, туку директно поврзано преку одредена интернет мрежа, со тоа што ваквата интернет мрежа е од многу компоненти и многу, да речам, апликации и посебен тип на технологија е направена со цел да ја подобри оваа мрежа, дури некогаш и ненамерно. Значи, поентата на ваквиот тип на технологија, на блокчейн, е да помогне во развојот на поврзување на овие смарт нешта помеѓу себе, со тоа што ваквата поврзаност фактички му помага на проектот да се развие, затоа што, да не се лажеме, во денешно време еден од најголемите развојни технолошки категории би бил the Internet of Things, затоа што се повеќе и повеќе се гради кон тоа сите ствари околу нас да бидат помеѓусебно поврзани и ваквата поврзаност буквално е, како да кажем, значи доколку пред 10 години поврзаноста на стварите во вашиот дом е, значи, нешто што е, значи, дел од sci-fi филм, во денешно време тоа е сосема нормална работа и гледаме дека се повеќе и повеќе се движиме кон момент каде што буквално се околу нас е автоматски поврзано, дури ние не мораме ни да го поврзуваме. Ако се сеќавате, имаше момент кога за да се трансферира од еден на друг телефон имавме инфраред технологија, оние кои што се постари се сеќаваат. Во денешно вие буквално не морате ни да се конектирате, значи ние влегувате во соба и автоматски вашиот телефон се конектира на локалната Wi-Fi мрежа, автоматски се конектира, да речем, со останатите смарт уреди во собата. Поентата е што ваквиот тип на конекции нас ни е денес многу нормален, но самиот по себе е постигнат со помош на ваков тип на апликации, каде што блокчейн се обидува тоа многу повеќе да го забрза. Сега, тоа е основната дефиниција за тоа што ни представува the Internet of Things, чисто нели за како пример. Значи гледате, ова се буквално на некој начин големи категории кои што се поврзани помеѓу себе со ваквиот тип на апликации, мрежа и слично. Со тоа што можеме да видиме на пример, значи целосни смарт сити со оние паметни градови што се нарекуваат, каде што моментално се движиме нормално. Значи, транспорт, тешка машинерија, дури фактичко ова се некои предмети кои што ги носите на себе си, телефони, телевизори, било каков тип на домашни уреди, домашен надзор, фактички ова е било каков тип на надзор нормално. Значи имаме фабрики, имаме здравство, еден куп. Поентата е што сето ова е поврзано со една ствар. Тоа е она Internet of Things кој што го нарекуваме, кој што како таков посебно моментално има собствена категорија, значи може да најдете на CoinGecko, може да најдете на CoinMarketCap, знаете и сами неколку пати до сега им напоменето зашто јас користам CoinGecko исклучиво, со тоа што во Internet of Things гледаме дека сега за сега најдобри три најнадежни проекти се VeChain, кој што е нели неизбежен победник, ќе разговараме повеќе околу него прво, потоа ќе разговараме за Helium и на крај ќе разговараме за IOTA, со тоа што IOTA има, иако е блокчейн проект, истиот самиот по себе има паралелна технологија и многу слична на блокчейн технологијата, но не е блокчейн технологија, значи поинаку се нарекува, за тоа ќе поразговараме подоцна, и Helium кој што директно се занимава со the Internet of Things, но не, ќе одиме постепено, со тоа што гледаме дека првите три навистина имаат, да речем, некоја солидна сума во bear маркетот, која што можеме да кажеме дека е
одржлива, за разлика од тоа како се движиме надолу, се помалку и помалку имаат проектите, значи market cap, со тоа што да не забораваме се наоѓаме во длабок bear market, но дополнително на тоа да не забораваме дека ова е релативно нова технологија и нова сфера, иако нас веќе не изгледа тоа сосема нормално, да не забораваме дека пред само 10 години, значи и тачскрин телефоните беа нешто што е на некој начин многу ретко и многу ретко кој имаше, и тоа беа многу ограничени самите тачскрин телефони, а денеска зборуваме за сосема следен степен на технологија кој што е многу понапредна. Са поентата е што како се движиме понапред во иднината, така повеќе и повеќе се забрзува развојот технологијата, зашто ваквиот тип на апликации ќе биде исклучиво битен. Значи можете да видите и сами дека поврзувањето во денешно време на овие Internet of Things е толку битно што некогаш ние не можеме ни да замислиме колку уствари околу нас тоа е неопходно, се додека не се најдеме момент каде што потребно ни е да отвориме Google Maps, а немаме интернет. Значи прост пример. И не знаеме каде се наоѓаме толку. Значи ние сме заборавиле како е тоа да се снајдеме на мапа или да видиме инструкции. Значи тоа е она што на некој начин во денешно време е непоимливо. Сега да започнеме со првиот проект за кој што ќе разговараме денес, а тоа е VeChain, односно најголемиот од оваа низа на токени, коини за кои што ќе разговараме. Со тоа што VeChain самиот по себе е коин, има своја блокчейн технологија и собствен се надева на собствен систем исто така нормално, екосистем нормално. Со тоа што VeChain како таков моментално, значи по market cap генерално гледано 1,7 билиони не е многу, за разлика од останатите, и затоа на пример јас искрено како проект го имам во претходниот bull market и искрено јас се надевав дека кога се случи оној пат после, пошто самиот VeChain имаше многу голем напредок во првиот бран во претходниот bull market, доколку се сеќавате пред да дојде летото, во летото кога имавме оној пат на корекцијата која што имавме втора, за жал, за разлика од останатите, истиот немаше ист таков напредок како што на пример беше Bitcoin, каде што направивме дупл топ. Значи тоа не се случи со VeChain. Јас го купив на оваа корекција овде доле, затоа што значи кога се случи се до тоа во летото, значи јас за VeChain имам многу големи надежи како проект. Но проблемот е што истиот за жал не покажа таков напредок како што и останатите кои ни го направија тоа, и нашиот профит од VeChain беше значителен, но не толку многу за да можеме да кажеме дека еден од нашите најдобри, нели, профитабилни инвестиции до сега, но во моментот кога значи веќе влеговме повторно во bear market, значи ние со профит го продававме и моментално не држиме никаков VeChain, ви кажувам отворено да знаете и сами. Значи, идејата за VeChain првенствено многу ми се допаѓа затоа што истиот е независен од западните пазари. Значи, тоа е многу битно за мене затоа што кога гледате да направите диверсификација на вашето портфолио, е многу битно и да видите кој од овие проекти каде се фокусира како пазар. Значи, дури и кога направивме во оваа ситуација диверсификација по однос на која категорија, значи нели, оваа ситуација е категорија Internet of Things, пред тоа разговаравме за stablecoin, разговаравме за нели, смарт контракт платформи и слично, со тоа што мора да значи уште една диверсификација која што е многу битна за вашето портфолио е да пробате да соберете коини и токени кои што не се постојано на истиот пазар. Значи идејата за тоа е на пример, доколку земете Ethereum, значи вие взимате Ethereum затоа што истиот е исклучиво развиен на западниот пазар. Значи зборуваме претежно Америка и Европа. За разлика од тоа, ADA е коин кој што не е развиен таму толку многу колку што е развиен во Азија, во Африка, се разбираме, во Источна Европа. Значи идејата на тоа е да најдете коини кои што имаат различен пазар, кои што помеѓу себе не се во директна компетиција, значи немаат помеѓу себе конфликт на интереси. Истото да е оваа ситуација. Значи зошто го кажувам ова за VeChain? Значи ако сеќавате го спомнаме тоа дури и за стейблкоините, што рековме. Tether работи првенствено во Америка, но неговата база не е во Америка. Што значи дека Америка не може директно да влијае на Tether. Може да го забрани на американското тло, но не може да го забрани како проект. Истата ситуација во овој момент е на пример VeChain, затоа што VeChain е базиран во Кина. И оној бан кој што го добија сите криптокоини, значи во целата територија на Кина, единствен кој не е баниран е VeChain. Затоа што VeChain има многу голем удел у самата економија на Кина, и тоа можеме да го видиме од неговата база на значи
клиенти, со тоа што значи ова се различен тип на услуги кои што истиот ги спроведува за различен тип на компании, ама можеме да видиме дека има огромен дел, значи гледајте, сега првенствено може и сами да видите дека има многу од овие што се со кинески букви, од тоа знаеме дека тие се нели големи компании од Кина нормално, но уште една многу битна работа е тоа што замислите дека на 1, колку се сега 3 или 1,4 билиони луѓе, единствен крипто блокчейн проект кој што е дозволен да се користи е VeChain. Значи ја мислам дека тоа е повеќе од доволно да ви каже дека има исклучиво маркет кој што никој друг не може да биде конкуренција. Ако мене ме прашувате, VeChain за тоа е злато. Но повторно, нели, очекуваме прво да дојдеме до дното на овој bear market пред да почнеме да купуваме ваков тип на проекти, затоа што повторно, значи да не забораваме, станува збор за проект кој што има само 1,7 билиони, за разлика од оние проекти во кои што ние финансираме моментално, затоа што никогаш не знаете што може да се случи, а ние очекуваме цената да падне солидно пониско, ќе разговараме одма чим ќе завршиме со фундаменталната анализа, ќе направиме една кратка техничка анализа, со тоа што значи да погледнеме некои од овие големи имија кои што моментално се значи директни клиенти на VeChain. Значи прво можеме да видиме овдека, значи можеме да видиме во оваа ситуација Oxford. Значи еве чисто некои поголеми имија што јас ги знам и можам да кажам дека сега ова се некои како што можеме да видиме азиатски имија кои што не можеме да ги знаеме. Значи Walmart, ја мислам дека сите знаат кој е Walmart, Breitling во оваа ситуација, H&M исто така верувам дека го знаете. Значи PVC исто така многу голема компанија. И тоа ова се најголемите, DHL, Schenker нормално, значи BMW, значи BMW, да не заборавиме Renault. Гледаме дека има некои многу големи, значи тоа пази, ова не се сите клиенти, значи јас сум сигурен дека има и повеќе додадено, ова е пак речено малку по стара слика, но идејата е само да ви покаже колку голем обем и тоа различни индустрии изборуваме, од мода до автомобилска индустрија, до транспорт, до слично, значи кои што се работуваат и директно работат како негови клиенти на VeChain, со тоа што значи идејата на VeChain е да направи една огромна мрежа каде што ќе успее да ги поврзе производувачот директно со клиентот. Значи без оние трети страни кои што практично многу профит прават со цел да ги поврзат овие информации и овој транспорт. Значи идејата на VeChain е да направи буквално целосна поврзаност. Повторно Internet of Things, затоа што тоа го прави, значи дури и со еве можеме да видиме, значи идејата е буквално од оној кој што произведува да се најде директно преку самиот VeChain кој што практично треба да воспостави e-commerce, значи посебен портал на кој што директно ќе ги достави добрата до луѓето кои што сакаат нели да го купат тоа. И пази, значи идејата е не само што ќе го формира овој линк помеѓу ритейлинг и луѓето кои што сакаат да го купат, туку дополнително, значи истиот ќе го обезбеди и најдобриот можен транспорт на добрата и неговиот тракинг. Значи буквално целосен чейн на поврзаност помеѓу производство, продажба и клиент. Значи буквално цел. Затоа и supply chain finance, значи идејата е да се направи еден целосен практично ланец изграден врз блокчейн технологијата кој што ќе даде целосна услуга од производство до директно кај вас на маса. Значи се. Затоа ако мене ме прашувате, неговата идеја е одлична и дополнително сето тоа може да се направи преку оваа технологија која што има развиено нормално. Со тоа што имаме неколку нови вести кои што VeChain го прават уште подобар во моите очи. Значи прво замислете од овие клиенти кои што ги видовме овде, сега на тоа да го додадете и Amazon како една од најголемите компании во светот, каде што моментално VeChain се обидува значи да го намали својот карбон импринт, значи поентата е да биде што по карбон неутрален, односно помалку да загадува, со тоа што ќе ги користи значи Amazon Web Services, практично Amazon ќе обезбеди за него оние услугите за storage, значи ќе обезбеди storage за VeChain
и како таков ќе најдат заедно начин како нели подобро вичење да функционира. Со тоа што повторно ќе напоменам уште еднаш, станува збор за една од најголемите компании, кога и да не забораваме, Amazon исто така со што работи. Amazon работи со достава на работи кои што си ги купиле од другата страна на светот. Која е поентата на Вичаин? Вичаин е да направи наједноставен, најефтин начин на транспорт на добрата низ светот, со тоа што сака да ги поврзе, како што рековме, од производителот до купувачот директно, без трети лица. На тој начин, ако ги поврзете овие две компании, истите има многу голем начин на соработка, просперитет, и верувам дека ова е само почеток. Овој момент каде што практично Вичаин ќе земе дел од оние провайдери на меморија од страна на Amazon. Следната вест која што нели ја верувам дека ја знаете, но пак ќе напоменам. Во средина на bear market Вичаин има $100 милиони за да плати маркетинг на UFC. Јас верувам дека таков тип на пари во средина на bear market да може вие да ги издвоите и да ги платите само за своја реклама на еден бренд како што е UFC. Јас чисто кажано, замислете они колку не се плашат во овој bear market и колку им е сигурна иднината кога они имаат волку да одвое во средина на bear market. Веќе во јуни 9, кога тоа испадна како вест, веќе бевме завлезени во bear market и на сите им беше јасно дека станува за bear market, тоа замислете почетокот на bear marketот, они сепак 100 милиони одвоија за свој маркетинг. Тоа значи дека ваквиот проект на вистина не се плаши за својата иднина и има просперитетна иднина. Сега, пак ќе напоменам, мене највеќе ми се допаѓа оваа солуција за транспортна добра и врски помеѓу комерцијални партнери, како што се нели купувачи и продавачи и во случајот производители. Тоа што, пак ќе напоменам, станува збор за проект кој што е директно единствениот проект кој што му е дозволено да работи на територијата на Кина, и моментално сите овие компании кои што сакаат да користат блокчейн технологија исклучиво мора да го користат Вичаин, затоа што друг компетитор не е дозволен на нивната територија. Тоа, ако ме прашувате, е одлична работа и јас искрено гледам на тоа многу позитивно, со тоа што да не забораваме дека Вичаин има и доста голема историја, истиот потекнува уште од 2018 година bear маркетот, буквално на самиот почеток на bear маркетот истиот е произлезен, со тоа што ќе се вратиме прво на месечно ниво, чисто да видиме што станува збор со него, нема да правиме длабока анализа. Поентата е дека се наоѓаме буквално на влезот на оваа акумулациона територија во која што планираме да го акумулираме. Гледаме дека тоа е буквално под првото ниво од почетокот на самиот проект, со тоа што, како што кажавме и сами, очекуваме со следниот пат во овие месец дена, да речеме, од кога ќе испадне репортот за вработеноста во Америка и слично, затоа што гледаме дека пазарот постепено се движи, дури на неделно ниво веќе имаме пресврт на сите индикатори надолу, спремен е за пад повторно, да влезе во ова поле на акумулација, со тоа што повторно не акумулираме ваков тип на проекти се додека не утврдиме дека навистина сме го поминале дното на биткоин, па дури и да ги купиме по малку повисока цена, нас не е проблем. Побитно ни е да поминеме преку фактот дека биткоин го остварил своето дно и дека од тој момент веќе постепено ќе се движиме нагоре, со тоа што ако евентуално веќе сме го внеле целото портфолио, да речеме во повисоки, поголеми проекти како што е Ethereum, Ripple, ADA и слично, DOT, во таа ситуација ќе реалоцираме од тие проекти кон помалите проекти кога ќе видиме дека навистина веќе сме стасале до степенот каде што е утврдено дното и од тој момент можеме да акумулираме второстепени и третостепени токени кои што на тој начин правиме диверзификација на нашето портфолио и правиме овој проект со 1,7 билиони, за разлика од проектите како што е Ethereum со 240 билиони, има многу поголем апсайд за профит, но па затоа е многу порезичен во однос на тоа што може да се случи кога има толку мал маркет кап. Ова кажуваме постојано, ова не е финансиски совет, но ова е генерално логичка мисла од човек кој што има завршено соодветна струка за тоа да ви го каже дека купување на проекти со мал маркет кап внесува многу повеќе ризик во вашето портфолио, но и потенцијал за профит, но не заборавајте дека мора да бидете исклучиво сигурни во проектот кој што го купувате, затоа што ризикот го сносите само вие и никој друг. Било што ќе се случи за вашето портфолио е директно поврзано со вас. Крај. Никој не може да ви помогне ако проектот не успее.
Следен проект за кој што ќе разговараме, кој што јас исто така мислам дека има исклучиво голема намена во светот кој што доаѓа пред нас, е Helium. Значи, овој проект има исклучиво позитивна намена во светот кој што моментално доаѓа и тоа ќе го разговараме на неговата мапа моментално на активност која што има на светот, но првенствено да објасниме што е идејата на Helium. Значи, Helium е уствари провајдер на практично GPS сигнал и интернет на сите уреди кои што се наоѓаат околу вашиот практично риг. Значи, идејата на Helium е уствари да достави ваков тип на мајнери до било кој кој што сака, например, да се занимава со мајнење на Helium, со тоа што идејата на овој мајнер е уствари да биде така речено рутер за било каков тип на Internet of Things, односно било каков тип на сигнал GPS кој што е потребен за надворешните уреди. Значи, идејата што е, замислете, вие сте купиле Bobcat мајнер и овој мајнер фактички вие треба да го поставите негде надвор од вашата куќа или на некој висок степен на вашата куќа, со што истиот ќе го користи вашиот интернет и ќе го практично зголемува GPS сигналот кој што уредите околу вашата куќа го користат. Со тоа што колку повеќе уреди околу вас, значи зборуваме вашите мобилни телефони, надвор, колите кои што поминуваат, не знам, некој џогер кој што помина моментално со смарт-воч кој што прави тракинг на неговото трчање, значи сето она, камерите околу нив, сите оние уреди кои што се наоѓаат околу вашиот уред, да речеме ценели секој од овие мајнери има одредена количина на сигнал кој што може да распореди околу вашиот хотспот, значи помагате во тоа они да добијат GPS сигнал, а ваквите уреди фактички со нивното конектирање на вашиот мајнер, мајна се повеќе и повеќе Helium за вас. Значи идејата е фактички да помогнете на уредите околу вас да добијат подобар GPS сигнал, а за возврат да добиете Helium, значи како токен, со тоа што ваквиот тип на уреди е неограничен, но идејата е дека колку повеќе се на исто место, толку повеќе си пречат едни на други во практично споделувањето на наградата, затоа што сите овие уреди кои што поминуваат во овој реон, значи фактички ја делат наградата. Сега, идејата што е? Значи, не е многу добро да има многу мајнери во едно место, но не е многу добро да нема мајнери. Поентата е што, значи, на некој начин и овие мајнери помеѓу себе исто така функционираат како еден вид мрежа на нодови кои што ги одобруваат, значи проверуваат дека мрежата на вистина работи како што треба и дека никој не манипулира со мајнерите во типот произведува конекции на самиот мајнер. Идејата е дека значи се повеќе луѓето кои што би сакале да учествуваат во оваа мрежа купуваат еден уред, го местат, го поврзуваат на интернет и тоа е тоа. Значи ето толку едноставно е, само што поентата е како подобро ќе го наместите на колку повисока точка, толку подобро, значи вашиот мајнер ќе ви обезбеди фактички HNT, значи Helium токен. И сега, значи тоа е идејата генерално за тоа како функционира Helium и на тој начин они се обидуваат да направат, значи децентрализирана безжична инфраструктура. И на вистина им успева. Еве ќе ви покажам. Значи гледате, ова е покриеност моментално само во Европа од страна на Helium мајнери, со тоа што ваквата покриеност околу големите градови е многу поголема. Истото е и во Кина, значи гледате, на источната обала, а да не разговараме за Америка. Значи гледате моментално. Оние најцивилизирани делови од светот, нормално гледаме дека се навистина сериозно покриени и тоа замислете, ова е покриено од буквално цивили. Значи го конектирате вашиот мајнер на вашиот интернет, го поставувате на кровот на куќата и вие активно копате Helium. Со тоа што само да ви покажам како тоа функционира. Прост пример, не знам која држава моментално, во Србија, добро, како иде? Србија не е ни битно. Значи, ова е верувам Белград, можеме да видиме најголемата точка, очигледно. Да. Сега, чисто да покажам како прилика изгледа самата мрежа. Значи, гледате дека во еден од овие квадрати, значи имаме бројка на мајнери кои што моментално мајнаат, односно колку има фактички ваков тип на мајнери поставени, со тоа што кога ќе кликнете на самата бројка може да видите колку од нив ископале во текот на во ситуација, значи може да видите колку копаат моментално. Значи било кој од овие. Со тоа што во било кој од овие, доколку го кликнете, ќе ви покаже значи каква е неговата активност, колку успеа да измајна, да речеме, за последните 7 дена, гледате колку е неговата конекција, значи до каде оприлика
ова се конекциите со кои што други мајнери фактички што работува со цел потврдување на неговите трансакции. Значи, еве чисто да видите како тоа изгледа. Значи за било кој од овие мајнери може да видите отприлика, значи овдека ви дава отприлика годишна заработка за овој мајнер е $500. Со тоа што ако отидеме во места каде што нема толку многу мајнери, можеме да видиме, тоа е она што ви го кажа презаситеност, дека каде што нема толку мајнери, можеме да видиме дека истите најчесто копаат многу повеќе, за разлика од еве на пример гледате овој мајнер има ископано 4,54, 6,42 и тоа ова е за 30 дена. Значи ова е уствари колку успеал да ископа за 30 дена. HNT со тоа што не забораваме дека еден HNT е $6, но битниот момент за HNT е тоа што неговиот all-time high беше негде близко до $60. Значи замислите кога вие би го копале ова преку целата зима и тоа е ситуација каде што вие уствари ќе го продаете ова на bull market, така. Значи еве прост пример во последните може да видите овде. Значи ова е секој ден колку копа. Со тоа што има денови кога нема многу, нормално, но има и денови кога има поголема сума. Значи поентата што е на 30 дена кога ќе го поставите вака, еве колку ми ископа. Значи може да видите за секој месец. Значи до сега фактички има ископано 4,5 Helium HNT. Идејата на целата ситуација е дека на тој начин фактички помагате во распространување на оваа мрежа, а дополнително на сето тоа добивате Helium кој што понатаму може да го продадете за соодветна сума на пари назад, нормално, со тоа што и HNT, како и Bitcoin, има исто така, значи на одредени 3, мислам дека беше години кај нив, halving, со кој што наградата која што добивате за майнинг се намалува за пола. Што значи дека понатаму, како што можеме да видиме, HNT е многу распространет, истиот ќе се повеќе и повеќе ќе се разградува. Еве чисто за да ви покажам, значи HNT Bobcat Miner, значи тоа го сакате да нарачате, последниот пат кога проверив требаше да се чека некои, мислам, една година имаше waitlist, затоа што веќе сите дури и нови и стари продукти се веќе продадени во догледно време, значи веќе се продадени. Еве, само да ви покажам. Значи до сега 402.000, замислите 402.000 веќе продадени и испратени. Само да видиме каде беше за нарачка, сакам да ви покажам да видите колку време се чека. Еве, само да речеме најновиот. Значи доколку сакате да нарачате, гледајте, според тоа ќе видите колку е голем интересот за ваквиот тип на уред. Значи, еве, чисто било што ќе обереме, само за да видите како прилика изгледа за да се нарачи и колку време се чека. Добро, значи за цената да не разговараме, цената е очигледно доста солидна. Само сакам да видам колку прилика се чека, пошто сега е веќе само момент. За жал не може да го најдам, значи не е поставено таму, но еве чисто информација од Google, значи отприлика 3 недели му се потребни само за да го прати. Значи зборуваме 3 месеци му се потребни само за да го прати. Значи мајнерот, додека дополнително за тоа треба да почекате уште отприлика половина месец за истиот да стаса, значи вие замислете отприлика потребни се 4 месеци од кои ќе го купите за да го добиете овој мајнер, со тоа што многу од овие модели, како што веќе покажавме, се и купени и истите се во, значи мора да чекате за истите да може да ги купите, затоа што веќе целосната продукција е купена претходно. И сега, битна вест околу Helium, нешто што ја верувам дека ќе вроди плод. Значи, знаете дека има големи провайдери на оние сигнали кои што моментално се користат во мобилната телефонија, посебно за 5G, со тоа што Dish е еден од оние големи провайдери на ваков тип на сигнал, кој што, значи, ова е генерално не е толку ново, но нешто што навистина сакам да го споделам со ова, само да видам од кога беше точно ова. Кога е направено? Стварно не може да најдам кога беше ова. Ова е од претходната година, да, еве, гледате, од 26 октомври. Идејата е дека ваков тип на големи играчи, кога прават, да речем,
кооперација со ваков тип на големи играчи од крипто секторот, тоа значи дека големите, значи овие огромни компании кои што се занимаваат со ваков тип на сигнал, навистина се заинтересирани за блокчейн технологијата и дури ова да не е само еден од оние партнерства, јас верувам дека во следниот bull market ваков тип на идеја може многу да се развие и истата навистина да постигне голем успех, затоа што моментално целата мрежа на Helium е 4G. Значи, оној GPS сигнал кој што го воспоставуваат низ целиот свет е 4G. Додека, ако станува збор, значи, пазете, ова е кога станува збор за само обични поединци кои што го прават освоствениот том. Додека ваков тип на сериозни партнерства со огромни провайдери на нетворк, на мрежа, може навистина да му дадат на Helium да биде еден од огромните играчи, посебно во оваа категорија на Internet of Things, во иднина. Значи, затоа мораме да ги запазуваме вакви тип на вести, затоа ви реков, кога веќе има некои проекти кои што навистина ги следете ги. Значи, тоа е она што, например, јас го гледам во Helium како потенцијално голема промена на играта, затоа што во моментов Helium се занимава исклучиво со мали играчи, односно физички лица. Кога истиот ќе влезе на маркетот со ваков тип на партнери, тогаш веќе станува збор за сосема друг тип на игра. Сега, ние како тим, ако се сеќавате, разговаравме дека сакаме да развиеме и майнинг сектор, во кој што еден од мајнерите кои што сакаме да го имаме е мајнер за Helium, но нели, постепено, поентата е што сега за жал во Малта сме во станови кои што се под рента, значи како такви ние не можеме да си дозволиме да инсталираме, да реинсталираме, да деинсталираме. Затоа, значи, ова е уште еден дел од програмата која што нели ние во развојна фаза, значи се уште планираме што ќе се прави понатаму, но во моментот кога ќе набавиме ваков тип на мајнери, кога ќе утврдиме локации каде што ќе можеме да останеме подлого, ќе дефинитивно, значи тоа ќе биде оној втор дел од програмата во кој што ќе покриеме дел од майнинг, како се прави, значи што имаме, што планираме понатаму за тоа, но сакав само да напоменам дека Helium Miner е еден од првите кои што сакаме да го имаме во нашата програма за майнинг и кој што верувам дека навистина ќе ни помогне во надградување на нашето портфолио. Сега поентата што се наоѓаме на дното на самиот bear market, сега е најдобар момент за остварување на ваков тип на цел, но за жал моментално, значи како што кажав и сам, замислете да живеете во држава каде што ако се преселите мора да потегнете со себе си огромна компјутерска техника, тоа е малку тешко, но затоа и реков, значи ние сето ова не е само план, ова наскоро ќе биде и реалност, дефинитивно ќе имаме и майнинг програма во која што планираме да видиме нели ваков тип на уреди кои што не зафаќаат многу, кои што не бараат многу струја, а за возраст имаат солиден да речем инпут во вашето портфолио доколку го користите на подолг временски период, затоа што мајнинг на ваков тип на коин во средината на bear market може многу да ви се исплати кога ќе дојде bull market и оваа цена например ќе порасне и уште повеќе од претходните 60 кои што беа скоро all time high, иако овој коин е нов, она што мораме да го забележиме е дека моментално се враќа на претходниот, гледате, што ова е претходниот локален all time high, кој што, значи, откако е пробиен добиваме цел bull market, значи моментално верувам дека ова ќе биде следниот степен на тотален пат до утврдување на биткоин ното и акумулација. Нормално ќе направиме понатаму анализа, чисто сакав да ви покажам како прилика изгледа, со тоа што од претходниот bear market до следниот bull market, значи 3800% биде во профит оние кои што го виделе овој проект рано. Чисто да ви покажам, значи како прилика тоа изгледа, кога нели сте воочиле некој проект рано. И следен проект за кој што треба да разговараме е IOTA. Со тоа што IOTA е сосема поинаква идеја, за разлика од останатите проекти. Значи IOTA, иако е блокчейн проект, истиот има паралелна технологија на блокчейн проектот, која што се нарекува Tangle, каде што, значи, идејата на IOTA е со ваквиот тип на технологија која што има развиено овој Tangle, фактички трансакциите самите по себе со нивното поврзување прават да бидат и мајнери, да бидат и нодови, со тоа што самите помеѓу себе, значи лицето кое што врши трансакцијата, со таквата трансакција проверува и други претходни две трансакции. Значи гледате дека фактички од претходните трансакции сите овие се поврзани со цел
на тој начин и самите помеѓу себе се собствени нодови. Значи идејата на Tangle, на ваква типна технологија која што е паралелна со блокчейн технологијата, на многу слична основа работи, е дека со секој трансакција луѓето кои што ја прават, они се своевидно и луѓето кои што ја почнуваат трансакцијата, и мајнери и нодови кои што ги проверуваат претходните трансакции. Значи на тој начин фактички градите мрежа во која што колку повеќе трансакции се случуваат, толку поголема. Значи, scalability е најјаката страна на IOTA, затоа што, значи, кај нив колку повеќе трансакции има, колку повеќе луѓе влегуваат во системот, толку повеќе брзината се зголемува и scalability како таков е се подобар и подобар. Значи, за разлика од блокчейн, себе овде како најдов тоа чисто видите како прилика изгледа, значи идејата на блокчейн е дека сите овие трансакции чекаат додека еден од мајнерите кој што ќе успее да го реши алгоритмот прв, ја запишува трансакцијата и ја додава на ваквиот синџир на блокови. И проблемот е што ова е тој bottleneck што се нарекува, каде што мора да се чека една по една да бидат запишени. За разлика од тоа, во оваа ситуација имаме, значи, замислете овде кај имате цела конструкција каде што имате мајнери, нодови, во случајов нормално мајнерите и нодовите би биле исто, и луѓе кои што ги прават самите трансакции. За разлика од тоа, овдека истите се ставени значи секој представува и нод и иницијатор на трансакцијата. Значи во таа ситуација помеѓу себе трансакциите се поврзуваат и на тој начин се зголемува брзината наместо каде што во блокчейн, на пример, колку повеќе трансакции, толку повеќе се намалува брзината. Сега идејата што е? Значи идејата дека IOTA како таква, значи она што сака да го направи е, за разлика од останатите, нели, блокчейн технологии, првенствено и најбитно е тоа што нивните трансакции се нула, затоа што човекот кој што иницијатира трансакцијата во исто време ја завршува целосно и представува нод за проверка на останатите трансакции. На тој начин немате потреба од мајнер на кого што треба да му платите фито, затоа што вие сте во исто време и нод мајнер, се разбираме се. Сега, идејата на IOTA е дека со ваквиот тип на брзина и scalability би била многу попрофитабилна, односно многу покорисна како проект кој што ќе се занимава со Internet of Things, односно ќе ги поврзува. Значи замислете кога оваквиот тип на проект ќе го внесете во секојдневно користење на поврзување на интернет работите околу вас. Значи за било која каква ствар, она што веќе го разговаравме на почетокот, замислете кога овие трансакции се уствари мобилен телефон, не знам, вашата вага која што е смарт, потоа вашиот автомобил, смарт хоум, не знам, одредена медицинска апликација. Значи сите ова се уствари помеѓу себе поврзани кои што на некој начин се проверуваат себе си, затоа што се поврзани на ваквиот тип на технологија, односно Tangle технологија, и на тој начин колку повеќе од овие работи се поврзани, толку поголема ќе биде неговата брзина. Значи ова се некои основни криптовалути и нивната брзина моментално, од кои што нормално, како што може да има Ripple е најбрз, со тоа што исклучиво е наменет за трансакции од типот на размена на пари. За разлика од тоа, значи IOTA може да развие дури поголема брзина од Ripple, со тоа колку повеќе има трансакции. Значи идејата на IOTA и ваквата технологија е дека се потребни огромен број на трансакции. Затоа и како таков проектот е исклучиво полезен за ваквиот тип на корисност во светот на Internet of Things, и затоа, например, искрено гледам дека и IOTA има доста светла иднина. Ова беше чисто да ви објаснам како прилика функционира, со тоа што реално ја не сум видел, иако самиот IOTA е доста стар проект. Значи гледате, он е уште од 2000 уште пред bull маркетот на 2017 година, и моментално за жал го нема поминато својот претходен all-time high од околу 6,5, но истиот, значи поентата е што можеме да видиме дека ваков тип на проекти е исклучиво битен за иднината, значи незаменлив. Затоа јас верувам дека самиот по себе може да има голем потенцијал во иднина и верувам дека може на вистина да изненади во наредниот bull маркет, каде што гледаме дека се повеќе и повеќе не можеме едноставно да функционираме како општество без поврзаноста на овие смарт ствари околу нас, а IOTA е еден од оние кои што навистина нашле начин како тоа да го направат се подобро и подобро, а го прават за $0 по трансакција. Затоа верувам дека IOTA може да има многу добра позитивна, да речам, позитивен импакт на вашето портфолио, со тоа што да не забораваме дека истиот е и доста стар.
проект, затоа што знаеме дека колку подолго сте на маркетот и сте се уште валиден фактор, толку повеќе е веројатно дека ќе останете и дека ќе успеете да се пробиете понатаму, затоа што како што можеме да видиме, значи истиот иако нема комплетно успех, да речеме во претходниот bull market, тоа не значи дека нема да има успех во следниот, што повторно исто така поврзано и со фундаментални вести кои што мораме да ги следиме, но ова е еден од проекти кои што на вистина ќе го следиме за следниот bull market дефинитивно и сакавме исто да го споделиме и со вас, затоа што ваквиот тип на технологија е можеби некои други го користат, не можам да речам, нели со сигурност, но Tangle е многу добра технологија која што е паралелна на блокчейн технологијата, исто така безбедна, а е нешто што е на некој начин повторно гледате, значи вашето портфолио во овој случај ќе има своевиден блокчейн проект кој што има Tangle технологија за разлика од блокчейн технологијата која што исклучува блокчейн. Да, и уште една работа да напоменам, Tangle технологијата за разлика од блокчейн технологијата, значи не бара да го имате целиот леџер, туку бара да ги имате само последните трансакции кои што се уште не биле потврдени од други трансакции кои што доаѓаат нови, што значи дека многу помал простор зафаќа за секој кој што сака да пористи и затоа е наменета фактички на тој начин било кој кој што навлегува во ова мрежа да направи трансакција, нема потреба да го има целиот блокчейн како што е на пример тоа во блокчейн технологијата, туку овдека нема потреба да има целата меморија на сите трансакции, само треба да ги има последните. Затоа е исклучиво добар кога станува збор за поврзување на ствари во светот. Тоа беа овие три проекти за кои што сакавме да поразговараме, кои што навистина имаат многу голем потенцијал да речеме за наредниот bull market. Повторно да напоменам, мораме да видиме кои од овие проекти ќе успеат да го преживеат bear marketот. Кога тоа ќе се случи, ќе можеме да разговараме и за детална анализа и да видиме што понатаму можеме да правиме со овие проекти. Со тоа што пак ќе кажам, техничка анализа мора да оди рамо под рамо со фундаментална анализа, со цел да видиме кои се нивните партнери, кој е нивниот roadmap, што планираат во иднина, значи колку е добар проектот ако нема своја иднина и майлстони, значи што уствари планираат да прават во иднина, истиот е некогаш познак прашалник. Тоа е отприлика се што сакавме да споделиме со вас денес, се надевам ви се допадна ова видео, значи ова е пак на некој начин различен вид на крипто технологијата, затоа што како што кажавме, јас верувам дека на многу малку луѓе во Македонија им е познато колку само криптотехнологијата е расширена и колку има различни категории кои што се сосема различен тип на технологија во која што блокчейн, како што можеме да видиме, е универзална технологија која што може да се прилагоди на било што. Се надевам дека се допадна ова, се надевам ви следите нашиот канал подоцна, затоа што гледаме дека во bear market малку е тешко. Значи, едноставно луѓето се склони да гледаат само кога на вести им се кажува дека има bull market, нормално, но тоа не го менува фактот дека оние кои што сега се овде ќе имаат многу голема предност пред оние кои што ќе дојдат повторно кога ќе дојдеме пред или последниот халвинг. Затоа верувајте ми, градење на портфолио се прави сега, во овој депресивен период, досаден период кога луѓето не сакаат да знаат ништо за крипто, а после тоа кога ќе дојдеме до моментот да навистина вашето портфолио значи нешто, кажат како они толку брзо го направиле овој профит? Да, го направиле затоа што биле тука 3 години од самиот пат на биткоин да акумулираат, да научат, да видат како се прави техничка анализа, како се прави фундаментална анализа, за да дојде момент после 3 години да речат многу брзо направиле пари. Значи тоа е интересното што е феномен, а се случува веќе неколку пати, посебно во криптосферата, а да не разговараме о финансиите, тоа се случува постојано. Следно за кое што ќе разговараме е децентрализирани финансии. Ќе разговараме повеќе за тоа, не се секирайте, значи тоа е следната тема, каде што детално ќе обработиме што уствари представува децентрализирани финансии, односно што представува противтеже на банкарскиот систем, кој што има солиден потенцијал понатаму да го замени. Ви благодарам уште еднаш, имате добар ден и се надевам дека ќе го следите нашето следно видео на каналот на CryptoGameG.